Денеска ќе отвориме една актуелна тема која што ги засега повеќето од нашите сограѓани, односно функционирањето на самиот јавен градски превоз и секако да потврдиме дека нема да има недостиг од возачи на ЈСП и секако автобуси. Повеќе детали во продолжение од Миќо Стојановски. Добро утро и добро дојдовте во нашата утринска. Добро утро за вас, добро утро за утринска Телма, најгледаната утринска телевизија во Република Македонија. Ви благодарам многу. Да започнеме со тоа, со оглед на тоа дека досега имаше страф и паника меѓу граѓаните за оние информации кои што кружеа околу јавноста дека ќе има недостиг од возачи. Дали си уште трае тој страф и паника? Граѓаните на градот Скопје и другите наши корисници нека бидат спокојни. Јавниот градски превоз мора и ќе мора да функционира. Откако паметам, секогаш фирмата се соочувала со недостиг на возен персонал. Меѓутоа, еве сега имавме конкурс кој заврши, примени се 32 возачи, кои веќе крстасуваат по улиците на градот Скопје. Точно е дека има одлив, дека одат, меѓутоа има една друга вистина што јас сакам граѓаните да знаат, а тоа е дека има одредени портали кои 24 часа работат против градот Скопје, против јавното сообраќајно претпријатие, сакајќи на граѓаните да им дадат лажна слика за состојбите во јавното претпријатие, и само можам да им пренесам дека јавниот градски превоз ќе се функционира и понатаму. Со колку точно автобуси па и возачи моментално располага јавниот градски превоз? Линиите што се одредени да ги вози ЈСП, нели, одредени линии вози ЈСП, одредени линии возат приватните превозници, значи меѓу 90 и 100% од линиите се пополнети. Значи 200 и повеќе возила наутро излегуваат од двете автобази. Во нашите автобази работат врвни професионалци во областа на превозот и се справуваат со потешкотиите што ги имаат веќе подолго време. Значи во времето од пред пандемијата до денеска, меѓутоа јавниот градски превоз мора да функционира. Напоменавте дека има 32 нови возачи всушност кои што се пријавија на последниот оглас. Дали тоа значи дека можеби ќе се зголемат бројот на автобуски линии, односно ќе има почесто автобуси, или пак сега за сега нема такви информации? Знаете што превозот и бројот на линиите и бројот на возни единици го диктира сообраќајното одделение на градот Скопје. Значи тоа е поврзано со советот, со градоначалникот, и тоа е тој ланчен систем кој функционира во градот. Како ќе донесат одлуки и како мисла дека треба да функционира, тоа ЈСП ќе го спроведе. При самиот крај сакам да напоменам и сите оние граѓани кои што можеби имаат некои се соочиле со некој проблем при користење на самиот градски превоз или пак имаат жалби и поплаки, каде да се обратат и дали можеби знаете зашто најмногу се жалат? Во функција е службениот мејл на ЈСП, тоа е jsp.com.mk, каде што сите мејлови редовно се читаат и се постапува по нив. Нормално дека не се само лоши мејлови, туку има и добри. На што се жалат најмногу граѓаните? Па видете, некои нивни жалби се реални, некои се нереални. Наше е да бидеме врвни професионалци и да им обезбедиме брз и безбеден превоз на граѓаните. Жалби ќе има секогаш, меѓутоа со овој број на возачи, со овој број на автобуси, ја мислам дека е оптимален превозот во град Скопје. Ви благодарам многу што ме пречекавте токму тука. Молам, повелете друг пат. Информација од прва рака, тоа беше Миќо Стојановски, мој денешен гостин, кој што ни потврди всушност дека не треба да има никаква паника и страф меѓу скопјаните и секако ќе можат без грижи да го користат јавниот превоз со оглед на тоа дека ќе се одвива и понатаму, односно ќе има нормално функционирање.